Здраво! Во следниве неколку видеа ќе зборуваме за љубовта. Љубовта како енергија, како состојбена свест. Љубовта е тема за која ретко кој размислува, ретко кој зборува за нејза, меѓутоа таа е сила која го раководи нашиот живот. Тоа е сила од која зависи нашата состојбена свест и сила од која зависи нашето ниво на среќа. Ке зборуваме за божанска љубов, значи врвниот облик на ljubов. Но за да можеме да ја објасниме, ќе почнеме од неколку форми на љубов кои ни се секојдневни и вообичаени. Например, во културата на Истокот или културата на Јужна Америка, под поимот Бог се смета мајка. Односот помеѓу Бог и нас е истиот однос како меѓу мајка и дете. Дури во Јужна Америка и до ден денешен многу повеќе обожаваат Богородица отколку Исус, бидејќи Богородица отворува љубов кон Бог, кон божествено дете. И во практичниот живот тоа е прилично исто. Мајката има апсолутна и безусловна љубов кон своето дете. Че мајката на своето дете му дава се што ќе побара малото дете, мајката ќе му даде. И тоа не баш се. Ако побара детето малку чоколада, мајката ќе му даде. Меѓутоа ако побара детето 200 грама чоколада, мајката нема да му даде, пошто знае дека е тоа лошо за нега. Детето ќе почне да плаче, ќе се буни, меѓутоа мајката нема да му даде по никоја цена. Ќе го прегрне и ќе му даде нешто заменско, но тоа нема да му го даде. Ако мајката го види детето како се качува на некоја ограда на тераса, ќе земе и ќе го спушти, ќе му каже не може да се качуваш таму. Детето пак ќе плаче, меѓутоа мајката нема да му дозволи по никоја цена, дури и може малце да го удри. Нема да го казни за секогаш, но ќе му направи некаков облик на казна, бидејќи го сака. Истиот тој однос е помеѓу Бог и нас. Во сите овие години што држиме предавања и курсеви за медитација, најголем дел од луѓето кои доаѓаат веруваат дека Бог е некоја форма на моќ, на суперинтелигенција, космичка интелигенција, некоја универзална сила, нешто што сме создадени и кој има огромна моќ врз нас. И да кажеме дека е така. Нема да зборуваме за формите на Бог. Бог може да биде во форма, без форма, во онаква форма или во онаква форма, но е неважно во моментов. Во моментот само зборуваме за однос помеѓу нас и Бог, односно љубовта од Бог кон нас и нашата љубов кон Него, во каква и да е форма. И да кажеме дека таа иста, веруваме во некоја таква универзална сила која има потполна моќ врз нас и ние бараме нешто од нејзе. Бараме, не знам, да бидеме богати, да бидеме среќни, да ни се случи ова или да ни се случи она. И ние некогаш го добиваме тоа, некогаш не го добиваме тоа. Кога ќе добиеме све што сакаме, кога ние во животот ни се исполнуваат сите желби, тогаш викаме фала му на Бог, имам све што ми треба. Меѓутоа ако Бог не ни даде се, како мајката што не му дава се на детето, тогаш викаме Бог не постои или Бог не ме сака. Го сака мојот комшија, а мене не ме сака. Меѓутоа ако е таа универзална космичка свест и ако е вистината полна со интелигенција повеќе отколку нашата интелигенција, тогаш тој нас ни дава тоа што ни следува. Така луѓето почнуваат да живеат живот на фрустрација, бидејќи немаат вистински однос кон божествена енергија или некоја космичка енергија. Значи не си го прифаќаат својот живот,
и сакаат импулсивно да се збогатат, например. Не се задоволни од своето ниво на љубов, од своето ниво на среќа и сакаат да им се случи нешто инстантно. Значи сакаат веднаш да станат богати или успешни или ценети. И така се појавува депресија или фрустрација. На тој начин луѓето се го уништуваат животот. Меѓутоа, можат луѓето да го побараат изворот на љубовта, да видат каде тоа потекнува, зашто детето е среќно и исполнето, иако е подчинето под својата мајка, меѓутоа очите му се големи, полни со енергија и надеж, а зашто подоцна кој ќе остари, кој ќе има 25-30 години, е полно со фрустрација. Бидејќи како мало се предало све на некоја повисока сила, тоа е неговата мајка. Меѓутоа кога пораснала, веќе мисли дека може све сам. Мисли дека он све може да направи, треба све да преземе во своји раце. Меѓутоа некогаш ви успева, некогаш не ви успева. И на тој начин животот ви станува полн со усподи и падови. Во еден момент све ти иде и си полн со себе, во еден момент те нема никаде. Тоа бидејќи не веруваш вистински дека постои некоја енергија која се грижи за тебе. Таа енергија можеш да најдеш единствено во тебе. Не можеш ти да отпатуваш некаде во космосот и да ја најдеш таа космичка енергија. Можеш да најдеш врската помеѓу тебе и таа космичка енергија само преку тебе. Тоа се вика понирање длабоко во себе, барање на односот меѓу тебе и Бог, и тоа е нашата душа. Низ историјата таков пример се духовните учители. Че духовните учители го нашле односот помеѓу нив и Бог, тоа се вика Божја реализација, и тој истиот однос го прават помеѓу нив и луѓето околу нив. Например, ќе ви дадам пример од нашето поднебје, е мајка Тереза. Значи, мајка Тереза, кога имала 16-17 години, отишла во манастири во Хрватска, каде што го барала тоа. Го барала Бог преку Исус. И го нашла. Ја нашла врската помеѓу нејзе и Исус, помеѓу нејзе и Бог. Тоа се вика Светиот Дух, незината душа. Преку незината душа стигнала до одредена состојба. И подоцна таа состојба и станала жива. Отишла во Индија и им помагала на луѓето. Ја прашуваат зашто ги наоѓаш на улица лепросни, распаднати телата, кои секако ќе умре секој момент и ги зимаш, ги переш, ги пањаш и им даваш да јадат. Бидејќи, она вика, бидејќи ги сакам. Значи, она ги гледа и директно ги сака, без да размислува. Ги зима, ги пере, ги чисти и ги сака. Истото би го направила мајката, ако го види своето дете на улица како умира, ќе го земе и ќе го чисти, ќе му даде све што има. Нема кажа, варете, секако ќе умре. Значи, тоа е состојба на свест. Не е тоа ментална одлука. Не седи некој и размислува дали сега ќе го земам или нема да го земам. Дали ќе му дадам или нема да му дадам. Најлесна форма да се открие Бог е да се заљубиш. Ако се сеќавате прв пат во живот кога сте се заљубиле, сте биле најсреќни во животот. Не само што сте го сакале во тој што сте се заљубиле, тако денес што сте се заљубиле во целиот свет, че нешто во вас се отворило. Секако скоро сите од вас после тоа заљубување доаѓа момент на разочарување, бидејќи тоа не трае вечно. Направете контакт со изворот на сето тоа. Како сте се заљубиле, како сте... Човек може да се заљуби во све. Може да се заљуби во своето куче, во своето маче.
Меѓутоа, љубовта не е хаос. Љубовта која предизвикува хаос е двосмерна љубов. Че ти сакаш некога и очекуваш тој назад да те сака. И ако не те сака, ќе го нападнеш. Ако видиш дека се уште не те сака, ќе го оставиш. Меѓутоа, ако имаш кученце кое не прави све за тебе, она те сака и све, меѓутоа ако направи нешто што ти ќе му кажеш да не го прави, ти пак ќе го сакаш. Таа е безусловна љубов. Ти го сакаш кученцето без услови. Кученцето ако прави глупости, ти ќе му простиш, пак ќе го сакаш. Мајката го сака детето без никакви услови. Детето може да биде и најголем криминалец, мајката пак ќе го сака, ќе му прости. Ќе најде начин како во несината глава да каже дека се дружил со погрешни луѓе и така натаму. И мајката е полна со надеж и љубов, а детето е полно со фрустрација, бидејќи не ја бара таа љубов. Туку само сака да биде сакано, сака да биде специјално, да има специјална фризура. Сака да е богато, успешно, да има голема кола и сите да го сакаат. Меѓутоа не размислува како оно другите да ги сака. Значи, мајка Тереза најпрв ни е барала боженствената љубов и потоа се заљубила во Божјата креација, а тоа се луѓето. Значи, тие што доваѓаат од Севишниот или од кој да е во што верувате, тоа се неговата креација, луѓето. И незината љубов е иста како љубовта кон Бог е љубовта кон луѓето. И тоа е состојбена свест која не е ментална одлука, вие ќе решите од сега ќе го сакам целиот свет. Туку треба да почнете длабоко во себе да ја барате таа љубов, односно да ја барате врската помеѓу вас и Бог. Значи, вие барајќи го Бог или Севишниот, се едно што верувате, вие ќе го најдете односот, како да се однесувате со него. И односот е многу поважен отколку самиот предмет што сте го нашле. И тоа се вика вечно духовно патување. Кога ќе седите и ќе правите контакт. Тоа е медитација. Медитација е контакт со Севишниот преку вашата душа во вас. И тоа ги буди истите тие квалитети како што се буди во односот помеѓу мајка и дете или меѓу вас и во тоа што сте се заљубиле некогаш. Научите да се медитирате, научите да се молите, научите да медитирате и во вас ќе се разбуди посебен тип на енергија, посебен тип на љубов, посебни различни квалитети кои се резултат на сето тоа. А тие се сомилост, скромност, себедавање.